Почитувани и сакани кавадарчани и тиквешани. Ево ја продолжуваме практиката на меѓусебно комуницирање и информирање за актуелностите во парламентот, во контекст на интереси за општината и за регионот Теквеш. Најбитни случувања се по однос на уставните измени и за разлика од поддржавателите на уставните измени, односно противниците нивни, јас како пратеник од кавадарци и тиквешијата, после усвојувањето на одлуката за пристапување кон уставни измени и промена на уставното име во Северна Република Македонија, односно Република Северна Македонија, во делот на расправата на Уставната комисија и Законодавно-правната комисија за нацрт амандманите, 4 на број, имав еден проактивен однос, кој што се однесуваше во однос на најбитното прашање по пристапување кон уставни измени на промена на уставното име. Моја преокупација како пратеник е во делот на зачувување на македонскиот идентитет и тоа како во амандманот 33, кој што предвидува да онаму кај што се уредува идентитетот на државата, тоа е во преамбулата на Уставот и во делот на самиот текст на Уставот, тоа е амандманот 34, да имаме по мој предлог, предложив да овие измени на Република Македонија и на Македонија во Република Северна Македонија и Северна Македонија не се однесуват на преамбулата, односно да важат само за текстот на Уставот, значи за членовите, нормативниот дел на Уставот, што наиде на едно одобрување, првично одобрување и од самите предлагачи, а и од колегите пратеници, а и вака у јавноста преку медиумите. Сега тоа ќе биде предмет на комисијска расправа, која е меѓудржавна, значи на македонска страна и на грчка страна, и јас мислам дека овој предлог, заедно со предлогот да со додавањето на во амандманот 34 на Охридски рамковен договор, предложив во таков случај да се предложи и додавање на Уставот на Република Македонија од 1991 година. Тоа е фактички Уставот после референдум од 1991 година, кога со плебисцитарно изразена волја Македонија се организира од страна на македонскиот народ, заедно со националностите кои живеат во Македонија, во национална држава на македонскиот народ и со тоа и остварување на нејзиното право на самоопределување како македонски народ во создавање на сопствена држава, суверена и самостојна Република Македонија. И овој предлог наиде на едно позитивно реагирање од предлагачот и верувам дека овие два предлога ќе бидат, така да кажам, сериозно сватени и ако исте бидат во целост или во суштина прифатени, во тој случај ќе значат голема гаранција и обезбедување на македонскиот идентитет, што е и моја преокупација. По однос на овие амандмани, имав еден предлог кој што е многу битен, а се однесува на тоа што стапувањето во сила на овие уставни измени за промена на уставното име, според ратификуваната спогодба, е со ратификацијата на истата спогодба и протоколот за прием во членство на НАТО од страна на грчкиот парламент. Мојот предлог беше, покрај тоа стапување во сила кое што е дефинирано, бидејќи ние ова го правиме за решавање на проблемот со името со Република Грција и ова го правиме исклучиво, потенцирам, заради наше приклучување во интеграцијата на членство со НАТО и ЕУ, да стапувањето во сила се врзе и со нашето важењето на овие уставни промени, на промена на уставното име, да важи со нашето зачленување во НАТО и ЕУ, односно ако од било која причина настане незачленување во овие две меѓународни асоцијации, да и овие уставни промени не важат. Втор предлог на овие два амандмана кои се однесува на уставниот закон
се однесува на таа постепена примена на најболното прашање и за нас најмногу што се предизвика реакција и на референдумот што беше организиран пред неколку месеци, а тоа е внатрешната употреба на промената на името Република Северна Македонија. Мојот предлог во оваа насока е да тоа се врши постепено. Тоа значи 35 поглавја како релевантни полиња на преговарање за членство во ЕУ и НАТО да се димензионират, да оние поглавја кои што се однесуваат на личните документи, како на граѓаните, така и на правните лица, нивните регистрациони символи, да се применуваат од отварањето на таквите поглавја на крајот, што значи 4-та или 5-та година, а да целосната внатрешна примена на уставното име почне со завршување со затварањето, така наречено, на сите поглавија 35 од преговорите и со другите области на преговарање кои не се во доменот на поглавја, така да тоа значи на некој начин да целосно употребиме внатрешното користење кога ќе бидеме пред вратата на ЕУ, односно кога веќе ќе бидеме изчленети во НАТО. Гаранциите на македонскиот идентитет кои ще и овие што ги кажав, а кои што еден дел се имплицирати од самата спогодба, тоа е во делот на дефинирањето на државјанството како македонско тире граѓани на Република Северна Македонија. Ја предлагам да се прецизира тоа националити што го викат државјанство, да значи дека државјанството на сите граѓани во Република Македонија е македонско. Тоа значи дека да се раздвоја, дека се работи за однос на државата кон граѓанинот, а не за етничко национално прашање, а по етничност ние сме македонци, албанци и така натаму. И друга работа, пак што произлева од имплементацијата на оваа спогодба, тоа е делот кој што таа точка 8, кај што имаме интердисциплинарен комитет од двете страни кои ги испитува спомениците, имењата на инфраструктурните објекти, учебници, географски карти и така натаму. Моје застапување е да во таа одредба, во нејзиното спроведување никако не значи да биде кочница за одолжување на нашето пристапување кон НАТО и ЕУ, него тоа да биде како една алатка, инструмент за развивање на добрососедски и пријателски односи со Република Грција. Третиот предлог е на амандманот 36, кој се однесува баш на македонскиот идентитет. Тоа е прифатен предлог од моја страна, кој што потоа го прифатија и 8-те кои што дадоа пратеници, кои што дадоа поддршка на уставните измени од опозицијата, а тоа е дека Републиката го заштитува, го гарантира и негува историското и културното наследство на македонскиот народ. Значи, мој предлог беше и во делот на првичната расправа, кога се гласеше за пристапување кон уставни измени, и сега на нацрт амандманите, да Републиката го гарантира идентитетот и историското и културно наследство на македонскиот народ, што фактички ги зајакнува гаранциите на македонскиот идентитет, и верувам дека и овој мој предлог ќе наиде на разбирање, на сериозно третирање, а од сето тоа како прифаќање од оваа заедничка комисија ќе се димензионира и ќе зависи и моето произнесување по овие нацрт амандмани. Втора работа која што сакам да ја информирам за граѓаните, тоа е дека мојот закон, предложен од моја страна, прифанан од сопредлагачи и од 90 пратеници, тоа е законот за отпис на камати, ги помина сите фази на парламентот, што значи и прво читање, и второ читање, и амандманска расправа, и дополнет предлог на закон, и дојдено е до изгласување, кое што не успеа поради немање на кворум, и закажано е да истото биде на 26 овој месец. Информацијата е до голем број на граѓани кои се засегнати како граѓани должници за комунални услуги и услуги од наводнување. Предлогот е да се отпише цела камата од почеток, значи до денот на исплатата,
Услов за тоа е да се плате главниот долг и трошоците на извршување од моментот на објавувањето од доверителите во период од 12 месеци. И најбитно е дека трошковите за сите овие извршни постапки, што сега беа преголеми, превисоки, со големи материјални негативни импликации за граѓаните, да се намалат од нивниот утврден износ на 20%, значи 80% ослободување, што нешто е прифанено и од страна на владата со нивниот предлог за измени и дополнување на законот за извршување, и во иднина овие трошкови за предметите од комунални услуги и услуги од јавен интерес, каде што е и наводнувањето, бидејќи има многу предмети и граѓани засегнати од тој проблем, че изнесува 20% од главницата. Значи, ќе биде поврзано со побарувањето по основ на комунални услуги или услуги од јавен интерес. Верувам дека од 1.12. овој закон ќе влезе во сила за отпис на каматата и за намалување на трошковите за извршување, што ќе биде еден голем благодет за граѓаните, а јас се ставам на располагање. Исто така од 1.12. ќе профункционира мојата пратеничка канцеларија во собранието на општината, да го следиме и на секаква помош у однос на задоволување на овие права на оваа категорија засегнати граѓани. Третото прашање кое што сакам да го информирам за граѓаните е во делот на земјоделството. На седницата по пратенички прашања го актуализирав исплата на денарот обеќан со одлуката на влада, која што беше потврдено дека ќе биде пред 14 февруар 2019 година, што е добра работа. По однос на Повардарие, долгот, состојбата е тешка. Таму имаме од пред недела дена вонреден инспекцијски надзор и констатирано дека во делот на 2015 година има околу 700.000 евра неисплатено, во делот на 2016 година нема исплатено околу 450 евра, кои се во доменот 450.000 евра неисплатено, кои што се по договорите што ги случили за жал лозарите во делот на тие 20% што се согласиле да им бидат исплатени во форма на заштитни средства, а кои што голем број на земјоделци и лозари не ги подигнале. И тоа како еден сериозен проблем треба да се решава, дали по однос на оспорување на тие договори, дали по однос на наредната година да си го тоа право реализират. Важно во тој дел имаме една состојба дека за 2016 парични побарувања Повардарие нема. Има побарување од овие средства кои што не се подигнати по основ на заштитни средства. Мојата застапување веќе од понеделник ќе биде да се реактивира постапката на Министерството за земјоделие по однос на изнаоѓање решенија. Решенијата би биле да се задоволе субвенцијата од 2016 година, која за лозарите на винаријата Повардарие, и се даде 302 денара по однос на предадено грозје во ова винарија. Тие се околу 700.000 евра, така да се со тие средства и реализацијата на истите да се исплате 2015 и со тоа сите парични побарувања да бидат на лозарите намирени, а да останат овој проблем што е стварно сериозен на тие 450.000 евра, кои што се 20% од побарувањата што ги имале, а прифанато од самите лозари да им се исплатат преку заштитни средства, што треба да се заеднички решава. По однос на винаријата Стефани Вајнари или популарно Петра, еве го поздравувам и организирањето на Сдруженијето на лозари што се организира. Јас го исто поставих како прашање, предметот се наоѓа во предстечајна постапка, закажано е рочиште за овој месец за отварање на стечај. Убеден сум дека во стечајната маса ќе има повеќе од 90%
реализација на средства за исплата на долговите на лозарите. Ја поддржувам оваа иницијатива на лозарите, лично ќе бидам вклучен и во следење на судскиот процес во Гостиварскиот суд и со ангажирање на адвокати. Ќе се вклучам лично заради обезбедување на правна заштита на интересите на лозарите, земјоделци да си ги наплатат своите побарувања во стечајната постапка на ова винарија.